Добро вечер. Живеејќи во земја чие секојдневие е неудобно, каде има низа несведливи идентитети и наметнувачки патриархални вредности, култура на дихотом и бинарен светоглед, поткопан перформатив на сите поединци, а посебно на уметниците, мајките и жените од чија перспектива и можам да говорам, поттикната сум да размислувам и создавам на овие за мене горешки треми. Но пред се, овде сум да говорам од позиција на слободен граѓанин на оваа земја. Слободен граѓанин по сопствено убедување, поттикната од желбата за смена на една корумпирана и недемократска власт. Не само за смена на еден угнетувачки систем за друг таков сличен, туку за коренити промени за сите вредносни системи и феќерски критериуми, авторитативни политики и злоупотреба на пауер механизмите. Тука сум за јавно да изразам незадоволство од сево искусено ни секојдневното путешествие низ институциите, низ нашево дисфункционално општество. Тука сум за да зборувам за сета и да се спротивставам на сета злоба, на сево изживување, лоповжлуци, лечење комплекси врз невини луѓе, злоупотреба на функции, манипулации, подкупувања, ограничување на човековите слободи и кршење на сите човекови права редум. Тука сум зашто сметам дека сега ни се случуваат клучни моменти преку кои настанува човековата, а со тоа и општествена трансформација. Тука сум да критикувам секој што ќе се обиде сиве збунувања да ги пренасочи во лични цели. Секој кој што нема емпатија и социјална светносност. Тука сум да го критикувам од позиција на слободен граѓанин. Ве повикувам сите што имате што да кажете, да излезете. Време е да зборуваме јасно и гласно за сето она што ни пречи, за сите неправди кои ни се направени. Луѓето, обичните граѓани се носители на агентот на промени и тоа мора да ни биде јасно на сите, секогаш. Мора да сме свесни дека ние, обичните граѓани, треба да сме оние кои ќе се изборат или нема да се изборат за правото да креираме политики, да ги вкористуваме за да ги преиначиме метастизираните институции и да ги пренамениме. Наместо како досега, тие да се со првенствено економска нужност, да направиме да бидат во служба на социјалните бенефиции на сите нас луѓето на Македонија. Со оглед на сегашната состојба, може би изгледаат радикални сиве визии за надетничко, надрелигиско, надпартиско, родово рамноправно општество. Никако не треба да се откажеме. Треба да целиме свесни дека патот треба да го поплочиме со аналитичност, стратешки да го осмислиме, но сепак да бидеме доволно флексибилни, да се соочуваме со непредвидливостите, преиспитувајќи се постапно да врвиме без откажувања. Автократијата и диктатурата владеат во татковинава. Да ставиме крај. Да не бидеме слепи готвачи на сервирани безвкусни и корумпирани вести. На животопогубни и осмислени напивки кои ни ја зашеметуваат свеста и не дисциплинираат во еднооки слепци на слеп водич. По таа перспектива не можеме слободно да го преомислуваме постоењето и да му се радуваме на битисувањето. Еј, радоста на живеењето ни ја зема. Едноумието на никого не му е во полза. Едноумието не притисна до дново каде што сме сега. Слободните граѓани во слободни општества имаат право на глас, да го слушнат нашиот глас. Легитимна е сечија индивидуална и здружена битка со една единствена цел – демократизација на општеството. Право на достоен живот за секое живо суштество. Еволуција! Да го искорениме авторитативниот плевел од секоја пора на сегашниот систем со генерирање на нови политички потенцијали, со реорганизирање на неуспешните деградирачки концепти и изнаоѓајќи нови, подобри можности.
отвори можности за подобро општество, за посреќен живот за секој од нас. Ова е повик на интерпелација за секој слободоумен граѓанин на оваа земја. Ова е повик за ненасилен граѓански отпор, за намалување на класните разлики, за развиток и поттик на слободната мисла, за еднаквост, друштвена кохезија и инклузивност на граѓаните во сите општествени сфери, за анулирање на сиромаштијата и социјалната исклученост, за пронаоѓање смисол во бесмисленоства, за зачеток на граѓанско општество. Граѓанска земја сакаме. Ве повикувам да се организираме, да се пленумизираме и да ги повикаме влаштодржците на одговорност. Да им разјасниме дека не ни се допаѓаат нивните тоталитарни политики и повеќе не ги сакаме. Што не е јасно, луѓе? Не ве сакаме, одете си! Оставка! Оставка! Сакаме оставка! Секој од нас, секој со своите силни страни и секој со своите способности, да изнаоѓаме ефективни методи и да излеземе на фронтовите на правдината, да вршиме притисок, притисок кон секој поединец кој е на функција, притисок кон секоја институција. Ве повикуваме на одговорност. Правете притисок и поединечно и здружено. Слушнете да зборуваме. Бидете доволно доблесни, застанете за вашите дела, недела. Превземете одговорност. Ве повикувам мои сограѓани и сограѓанки. Заплашени, уценети, инструментализирани. Пробудете се! Пробудете се, морни сожители! Оснажнете се сите, пробликнати со јак! Да не сме саде ние, да не сме саде тука! И не ни е прв пат, бе, луѓе! Не ни е! Зар не гледате? Баш сега растат в гради срца малади со новопробудени сили! Еј, не гаснете ги! Докај што сум ја произнесол својата љубов, дотаму е мојата татковина. Како што се произнел одамна Блажи Конески, а сега јас ке контекстуализирам со денешнава ситуација. Да ја произлеземе љубовта која ја имаме, силата и желбата за правдина, да ја произнесеме на секоја улица во нашиот град, во нашава земја,